Сакам да зборувам нешто денеска за... Знаете, според мене, Библијата, Божјото Слово, е исполнета со покани за влегување. Бујруби, повели, дојди, влези во моето присуство. Се приметиле? Ајде читаме некои работи. Прво сакам да го најдеш како Јован, 10 глава, 9 и 10 стих. Минатиот пат ми рекоа дека брзам, и дека не чекам да се појави телопот, то така да овој пат ќе чекам. Мислам дека од прилика овој стих вика Исус, јас сум вратата. Така? Низ мене ќе влегувате, преку мене ќе влегувате, преку мене ќе излегувате. Интересна работа. И ќе наоѓате пастишта. И потоа вика дека тој дојде да ни даде живот и живот во изобилие. Не работи нешто? Интересно, Јован 10 глава, 9 и 10 стих. Интересно вика, јас сум вратата и преку мене, низ мене ќе влегувате и ќе излегувате. Вистина велам, не, 9 стих. Јас сум вратата кој ќе влезе низ мене, ќе биде спасен, ќе влегува и ќе излегува и ќе најде пасиште. Значи тука зборува за континуирано живење во Исус и влегуваме во неговото присуство, излегуваме, па пак се влегуваме, па пак се излегуваме и наоѓаме пасишта. Наоѓаме плодни работи, наоѓаме успех во нашиот живот. Разбирате? И потоа вика краљот влегува само да опира, да заколе богови и јас дојдов да имаат живот, да имаат во изобилие. Често пати ова изобилие се сваќа, имаш се што е потребно, така? Но јас верувам дека изобилен живот е живот препон со интеракција со Исус, со заедништво со Исус, со долги разговори со Исус, со негово водство, со искуство со него. Тоа е исполнет живот за мене, полн со интеракција. Сега ќе одиме во Колошани 3:3. Тука зборува дека нашиот живот е сокриен со Христос Бог. Значи имаме нов живот преку верата во него. Имаме нов живот. Зашто умревте, тоа значи дека старото помина се станува ново. Нашиот стар човек е умрен и сега нашиот живот е сокриен со Христос во Бог. Имаме мистичко заедништво со него, имаме тајно, сокриено заедништво со Господ. Секој од нас треба да има некоја тајна што се има со Исус. Секој од нас треба да има нешто што го доживува секојдневно или постојано и ужива во тоа. Разбирате? И за луѓето можеби на дворе што не имаш толку видливо, меѓутоа јас имам сокриен, богат, препон живот, комуникација, интеракција со мојот Господ Исус Христос. Имам живот во изобилие. Служуваме со ова? Се спомнувам дека Библијата е преполна со покани за влегување. Пристапете, влезете. Ајде да одиме во Евреите, 4 глава, 10 и 11 стих. Четврта глава, 10 и 11 стих. Именно оној кој влегол во неговиот спокој, тој се одморил од своите дела, како и Бог од своите. И така да се погрижиме да влеземе во тој спокој, за да не падне некој следите го исто пример на послушност. Тука, писателот на Евреите, зборува дека Божјата казна за непослушност, знаете што е? Да не влезеш во неговиот мир, во неговиот спокој, во неговиот одмор. А додека Божјата награда за послушност е да бидеш во неговиот мир, во неговиот спокој. Ние, преку послушноста на Исус Христос, кој што беше послушен до крај и го заврши совршено неговото дело на крстот, преку неговата послушност имаме пристап до Бог, имаме пристап секојдневно, постојано, 24/7, да влеземе во неговиот спокој, во неговиот мир. Разбирате? Меѓутоа, интересна работа вика да се погрижиме. На други места кажува да направиме напор да влеземе во Божјиот спокој. Иако навидом изгледа лесно, Господ се завршил, се направил и тој спокој, тој мир ни е достапен, лесно можеме да пристапиме, често пати, поради надворешните влијанија, поради грижите на овој свет, поради секакви мисли, поради секакви гласини што ни доаѓаат, понекогаш ни е тешко да се фокусираме.
Јас последно време го искусував тоа. Обременет од грижи финансиски, обременет од притисоци на работа, ќе влезам во тој мир, во тој спокој, почнува Господ да ме зборува, почнува Светиот Дух нешто да го утешува и најнаш ќе предадам други мисли и излегувам повторно и сум во овој физички свет. Не разбирате ли? И затоа вика да направиме напор, да се приближиме, да бидеме секојдневно во тој спокој, во тој мир. Затоа што ни е достатен. Затоа што ни е тоа придобивка што имаме преку верата во Исус Христос. И така во секоја ситуација, во секој немир, во секој предизвик, знаете што? Можеме да пристапиме со вера и да влеземе во Божиот мир. И таму е веќе поинако. Таму веќе се менува. И таму можеме да добиеме инструкции од Господ. Исто така во Евреи 10:19 зборува да пристапиме храбро, повторно, преку крвта на Исус Христос во најсветото место. 10:19, да. И така, браќа, имаме слобода. Каде што е Божиот Дух, таму има слобода. Да влегуваме во светото место преку Христовата крв, кој ни завесата, ни отвори нов живот и пат кој е неговото тело. Завесата сега на Божиот храм е раскината, откако Исус умре и воскресна, се разцепи од горе надолу и сега имаме пристап во најсветото место. И тој е тој мистичен живот кој што зборувам. Знаете, христијанскиот живот не се состои само да бидеш публика и само да слушаш. Слушаш славење и има ракоплескаш на тие што го слава Господ. Слушаш проповед и проценуваш, а ова е Господ, а ова не е, ова е од Светиот Дух, а ова не е. Разбирате? Не е само да добиваш, да собираш надворешни информации, преработи на некој друг и ти така да се научуваш. Христијанскиот живот е самиот да се вклучиш во работата. Знаете, има една дирка на кибордот на компјутерот, се вика Enter. Стисни Enter и влегуваш во некоја програма. Enter значи влези, така. Така да Господ се завршил, се направил за нас, Светиот Дух е во нас, Божјото царство е во нас, Исус Христос надежна на славата е во нас, нашето тело стана храм во кој што живее Божиот Дух и се што треба да се собере по некојаш да се исклучиме од себе, да стиснеме Enter и да се вклучиме во Божјото присуство. Ние секој се вклучуваме во активности, некој се вклучуваме во активност да гледаме телевизија, да гледаме мобилен или не разбирате да слушаме проповед. Значи тоа е се вклучуваш и го насочуваш твоето внимание. Сега Исус Христос надежда на славата живее во тебе и ти секогаш можеш да стиснеш Enter и да се вклучиш во Божјото присуство. Не можеш да се изгубиш. Повеќе не го слушам николче, нешто ми е досадно денеска, не се скрени добро. Само јас ќе се гледам се во Божјото присуство и најнаш Светиот Дух почнува да ми зборува и да ме оправдува. Дали сте го доживели тоа? Инаку, постојано ќе ми поучува не само некој друг. Постојано некој ќе ми кажува, јас някој пат кажав дека има екстремен стих што вика и помазанието е во вас и немате потреба некој да ве поучува. Светиот Дух. Тоа не значи дека не треба да слушате проповеди или да одите во црква. Тоа значи дека секогаш внатре во вас ќе има помазание кој ќе ви каже ова сум јас. Прими го, ова е на мојата фреквенција. Или ќе ви каже ова е фрустрација, ова е закон, ова е легализам. Не е моето царство, не наликува на мене, разбирате. Така да имаме натрешно градена заштита во нас. Така, во овие последни времени, јас мислам дека имаме насушна потреба да постојано да влегуваме Божјото присуство. Да се вклучуваме, англискиот збор е engage, to engage. Да направиме свесен чекор, да пристапиме. Веќе знаете, кога ќе пристапиме во Божјото присуство, во најсветото место со вера, така? Тоа е како да одиш од замор во одмор, од немир во мир, од неизвестност во известност. Значи, често пати ништо не е решено, проблеми престојат, не се случнало, како кажам, работите не се завршени во овој свет и е неизвестно кај. Така? Не знаеш дали ќе преживееш, може би, не знаеш, сакаш нешто случува, не се случува.
И тогаш влегуваш во Божјото присуство, Божјото царство и таму се е известно. Се е решено. Се е направено. Исус совршено дело направи на крст. Разбирате? И во тоа присуство може да најдеме Божјото инструкции и нова сила и нова енергија да продолжиме во овој свет и да ги правиме неизвестните работи кои што ги очекуваме да станат известни. Амин. Многу е важно да вежбаме. Да научуваме секојдневно да влегуваме во совршената, завршена работа на Исус на крстот. За тука на земјата, тука сум напишал за тука на земјата да знаеме како е на небото. Како функционира Божјото царство, а не само да нагаѓаме. Многу меѓу од нас нагаѓаат. Како ќе на небото? Предпоставувам дека ќе биде вака. Предпоставувам дека тој ќе го видам, овој нема да го видам. Разбирате? Се некои предпоставки. Господ вака ќе ме пречека, така ќе ме пречека. Јас верувам дека ние имаме пристап до Божјото царство, за да полека осетуваме како е Божјото царство. Божјото царство е радост, мир и правда во Светиот Дух. Така? Значи ги полека да ги осетуваме. Јас многу ќе биде жал ако некој христијан отиде на небото и најнаш се изненаден. Јас не сум верувал дека ќе биде, никој не ми кажал. Ми рекоа дека вака ќе биде, дека Господ ќе биде строг, дека ќе ме суди, дека ќе ме кара, дека ќе ме тепа, дека... Разбирате? Пред 2 недели имавме машки час, изборувавме за славење и обожавање. И тоа кажав дека славењето и обожавањето е одлична прилика, можност за излезеш од овој физички свет и да влезеш Божјото присуство. Дали некој од вас го сетија тоа дека го славя преди нас? Да. Дали влеговте во Божјото присуство? Или постојано само слушате добра музика, добар ритм. Ој, тука стеше, но нема проблем. Тоа не е обожавање, разбирате? Обожавањето е прилика да влезеш во Божјото царство. Јас кажав тогаш на машкиот час, сте гледале Стар Трек, има транспортација, вршат, Energize. За мене е тоа след обожавањето. Energize. И најмеш ме снемува и таму сум пред Божиот трон и го славам Бог заедно со сите небесни жители. Се пренесувам автоматски по вера. Телепортација, да. Така да јас вака кажав, ако ти е досадно славењето и обожавањето, тоа значи дека не си запознаен со небото. И таму нема никој да ти досадно. И ќе видиш самото Божие присуство. Амин. Уште еден стих од Евреи 4:16. Евреи 4:16. Вика да пристапуваме пред престолот на благодата храбро. Знаете, тој престол на благодат навистина постои во духовната среда. Тука не зборува символично дека треба да се молиме. На небото навистина постои престолот на благодата, каде што можеш да дојдеш пред таткото и да седиш во неговиот скут, во неговите преграбки и да примеш неговата љубов, неговата утеха, неговата татковска совршена љубов. Навистина постои тоа место. И вие со вера можете да го искусите. И така да пристапуваме смело кон престолот на благодата, да примеме милост, да најдеме благодат. Значи тоа е место каде што благодата владее. Бидејќи вика престол на благодат, тоа значи дека благодата владее таму. Тоа значи дека тоа не е место на осуда, не е место на критика. Тука е место на оснажување, бидејќи благодата ти дава сила. Ти не можеш сам, ама благодата ти дава сила. На утешување. Ако мислите дека небото е место каде што само ќе давате отчет, ќе застанете пред таткото и ќе рече и сега што направи? Зошто ова не го направи? Зошто тоа? Тогаш имате сосема погрешна слика за Бог таткото. Може би резултат на вашите строги татковци, вашите строги родители. И секој ще мислите дека треба перформанс да направите. И тоа, дури пред да умреме, дури и сега во духот можеме со вера, верата отвара секако врати да одиме пред таткото и да најдеме таа утеха. И правете ли тоа. Амин.
Се молиме да биде како што на небото, да е тука на земјата. Се молиме и веруваме дека треба да ги носиме работите од небото на земјата. И тоа е се добро. Затоа ние вежбаме да влегуваме Божјото присуство. Но знаете што? Главниот мотив за тоа не е јас да добијам нешто, не е да си го направам животот полагоден, полесен, полуксузен, понеактивен. Главна цел е да го запознам Исус што повеќе, да имам долги разговори со Него. Значи, кога влегувам Божјото присуство, да го запознам повеќе Божјото срце, Божјото татковско срце. И да откријам дали сум вистината, дали сум се изместил, не разбирате? Дали сум во Божјиот ум или не сум. Видите, имам долги разговори со Светиот Дух, со Исус, со Таткото. Амен. Тука сум напишал да имам долги разговори со Светиот Дух, да гледам во Духот. И во инкубаторот на Божјото прекрасно татковско срце да се трансформирам од слава во слава. Како што кажав често пати, не е лесно. На многу им кажуват, на Милена, на другите им кажуват дека тешко ме се фокусирам. Најнаше наоѓав многу притиснат. Треба да заработувам, треба да се плаќа кредит, разбирате? И на работа доведам некои нови работи, нов начин на функционирање на наставата. Јас не дигнував многу. Се правя важен. И сега најнаш видов, овие се озбилни, стварно ќе го примена тоа. Знаете, со години, нешто ќе почнат, ќе го завршат, нешто друго, трето, сега изгледа ова, треба да се фокусирам на тоа. И бев многу загрижен. И тоаш Господ ми даде слика, ме рече, често пати ти сакаш да гледаш некој видео, си имаш некој омилени видео на YouTube, така? Ти си пуштиш некоја музика што ти ја сакаш, или некој поведник што ти го сакаш, и многу се фрустрирам кога ќе се појави некој ед. Знаете што е тоа на YouTube? И одма само чекам 5, 4, 3, 2, 1, да. И за да можам да си го гледам видеото што го сакам. Но некојаш ми се случува, ќе добијам некој ед, и сега сум имал некоја насока на размислување, нешто што сакам да го правам, и сега тој нешто ќе ме замисли. Разбирате? И најнаш таа реклама што ќе се појави, ќе ми го насочи размислувањето. И Бог рече често пати јас ставам такви едови во твојот начин на размислување. Значи, ти имаш одреден тек на размислување, на твојот мисловен живот е таков, може малку се повеќе песимистички, може повеќе осудувачки кон себе си, кон другите, и викаш често пати ќе ставам нешто, некоја нова мисла. И ќе ме збуди малку. Некој непланирано видео, некој непланирано аудио, некој непланиран, и тогаш знам, ова е Светиот Дух. Затоа што ова не е од мене, не е од мојот природен начин на мислување. Разбирате? И тоа е како научуваме повеќе од Божјото срце, како научуваме. Господ сака да ни изненади. Господ секогаш интервенира во нашите животи. За да не живееме во некој одреден циклус, само на нист начин на мислување. Амин? Така да убави се тие реклами, па да почне. Лука 8:12. Исус имаше навика, ќе одеше на гората и се молеше таму цела вечер. И потоа стануваше рано наутро и правеше се што Господ му покажал, се што така му покажал и ги вршеше делото што треба да ги прави. Амин. Значи во 6:12 зборува 6:12. Во тие дни се искачи на гората да се моли и ја помина ноќта молитви кои се на потка. Интересна работа, јас гледав во оригиналот, се не знам дали оригиналот, во King James, знаете, таму зборува не се искачи на гората, on the mountain, туку вика, тој отиде into the mountain. Into значи внатре во гората. Разбирате? Значи не се качи на врвот, туку влезе во гората. Натре во гората, исчезна, не може да го видат. Тука гората го символизира гората на Сион, кој што е Божјото царство. И тој влезе во Божјото царство, во Божјото присуство. Разбирате? И оттаму се молеше. Не се молеше од надвор. Не се молеше со, како кажам, Господе, те молам, послушај ме. Господе,
каде си, те нема, зашто се случува да работи. Туку беше во гората и во Божјото присуство, тој помина време во молитва, кој што е разговор со Бог. Амин? Значи интересно, не беше на гората, да го беше во гората Сион. Хајде да прочитаме прво Солуњани 5:19. Тука зборува да не го гасниме огнот. Ајде што гледаме што зборува тука. Прво Солуњани 5:19. Брзо биоди, ќе завршим брзо. 5:19. Не гаснете го духот. И потоа не признаете го пророштвата, испитувате се. Не гаснете го духот. Светиот дух живее во нас, пребива во нас. Преку Светиот дух ние вистински сакаме да го бараме Божјото царство. Не разбирате? Духот во нас прави да бидеме Божјата воља. Духот во нас прави да ги вршиме делата што треба да ги правиме. Духот е како огнет на Божјото царство, кој што гори во нас. Дали почувствувате тој огнет во вас? Нека гори. И уште имам ентузијазам. Уште сакам да го славам Господ. Уште сакам да го читам Божјото Слово. Уште сакам да се молам. Уште сакам луѓе да се спасуваат. Сакам луѓе да се исцелуваат. Тоа е тој огнет. Огнет на Светиот Дух, кој што е во нас. Амин? Сега, на кој начин можеме да го гасниме духот? Ако гори оган, како ќе се угасни? Добро. Сега прашање дали водата го гасни огнот или нешто друго го гасни огнот? Нема кислород. Да. Огнот, на огнот му треба воздух. Мајка ми каже воздух. Му треба воздух, му треба кислород и ако нема воздух ќе се угасни. И така да атмосферата на Божјото царство, Божјото присуство е воздухот на Светиот Дух. Не разбирате? Веќе Библијата кажува дека можеме да го разжалостуваме Светиот Дух. Така? Кога живееме во атмосфера можеби на неверие, на фрустрација, на грев, можеби на гнев. И затоа е клучно да влегуваме Божјото царство постојано. Да направиме тоа навика, да вежбаме. Јас сум приметил дека некојаш тешко ми оди да зборам нејалици. Значи, гледам тој дар, можам да го практикувам кога сакам, ама некојаш ме мрзи. Некојаш сакам друго да гледам, сакам фудбал, сакам Лига на шампиони, сакам... Што друго сакам? Сакам благо. Као човеќе. Не е делам твојата страст, кога почне. Последно време сакам зимски спортови, не е спорт. Вчера ми се расипа тоа и почна да викам на Анастасија, сакам спорт, не може да се гледам. Скијашки скокови. Како дете сум јас? Затоа што тоа е некој вдушевна навика што ја сакам. И сега каде отидов, што сакам да кажам ако се... Кој ми беше мислата? Да. И кога ќе влезам во Божјото присуство, со вера влегувам Божјото присуство и го гледам Исус и заедно се шептаме, кога кажеш Исус ме држи за рака, ме носи во некој предмет. Или седиме на клупа ме зборува. И тоаш наједнаш духот во мене се разбудува и почнувам да зборувам јазици постојано. Разбирате, само од себе ми доаѓа зборот. Значи не е нешто да се... Значи, Светиот Дух ја сака атмосферата на Божјото царство. Светиот Дух сака да влегуваме Божјото присуство. Веќе имаме пристап. Дали знаете дека ние имаме не двојна природа, туку во исто време нашиот дух може да биде на повеќе места, на две места. Верувате го? Значи Светиот Дух е во мене, така? И веќе моето тело е храна на Светиот Дух и Светиот Дух пребива во мене. Во исто време мојот дух заедно со Светиот Дух е седнат горе на небесата од десната страна на Исус. Евреите 2.6 мислам дека не. Ефешаните 2.6. Ај баш најдено, не сум сигурен дека пусти. Вика дека заедно со Христос сме седнати од десната страна на таткото. Значи ние имаме двојна природа. И затоа јас можам сега да видам тука, така? Но
некако на некој мистичен начин, преку вера, може да бидеме заедно седнати со Исус. Не воспесна и не постави на небесата во Исус Христос. И сега сме седнати заедно со Исус таму на небесата. Имаме двојна природа. Амин. Размислував за што е професионалец и што е аматер. Што сака да бидете вие во животот? Професионалец или аматер? Аматер? Истражував професионалец и професор доаѓаат од истиот корен, од латински збор, кој што значи професија, и тој збор се појавил некаде во 17 век и значил јавно да исповедаш. Значи било многу важно што правиш јавно. Јавно да исповедаш верата. Јавно да го кажуваш символот на верата. Во што веруваш ти? Јас верувам во Бог, Таткото и Неговиот Син Исус Христос и Светиот Дух кој презлегува. Не разбирате? Било важна доктрината. Значи било важно да јавно исповедаш, да ги знаеш правилните доктрини, јавно да го примеш Исус во срцето, јавно да се крштеваш. Сега, што значи аматер? Аматер, амо, што е тоа? Љубов, така? Те амо. Аматер е љубител на нешто. Или аматер е човек што прави од љубов нешто. Така да јас предпочитам во мојот христијански живот да не бидам професионалец, туку да бидам аматер и да ги правам луѓето од љубов. Бидејќи Бог, знаете, гледа на срцето. И важно да имаш интимност со Него, да имаш таа мистична врска, да се стопиш во Неговата љубов. Во 1 Јован 4:19 на одговараш, вика, вие љубите, бидејќи јас вас предвозив. И така да ја сакам да бидам аматер. Не сакам да бидам персоналец, секогаш да ја знам вистинската доктрина, да бидам елоквентен, да бидам јавно признаен. Туку мојата скришна соба одржувам љубовна врска со мојот татко, кој е мојот живот, кој е мојот сокриен живот, кој е мојот живот во Исус Христос. Амин. Знаете, многу е важно вака. Јас сум решил дека влијанието на мојот натрешен живот со Христос ќе биде поголемо и позначајно за мене отколку влијанието од овој надворешен свет и овој живот околу нас. Не разбирате? Значи, влијанието од мојот натрешен живот со Исус ќе биде поголемо од влијанието надвор. Ќе ви кажа еден пример со Зоран Спасовски. И порано тоа многу ме фрустрираше. Затоа што на Зоран ќе му дојдеш и ќе му кажеш: Зоран, таки таа работа не чини. Треба да се смени. Знаеш, тоа и тоа пака треба да се направи, а не така. Не можеш да го влијаеш на се уште не можеш да го влијаеш на Зоран, ако не мисли дека тоа што ти го зборуваш е од Светиот Дух и од Господ. Не разбирате? Значи можеш да пробаш се. Јас лично можам да бидам влијаен од разни влијанија. Например, Петар бил таков. Петар под влијание на евреите, така почнал да прави некои компромиси, да. Веќе се уплашил што ќе кажа. А Павле бил поекстремен, така. И така да сватим дека Зоран пред се држи до влијанието што Светиот Дух му го зборува. Така? И потоа надвор. И така да сакам и јас да бидам човек кој што ќе биде влијан од верата во Божјото царство. Зошто го зборувам ова? Затоа што сега живееме во време каде што слушаме многу гласење, слушаме многу мислење, слушаме многу доктрини, слушаме многу, како кажам, повици, ајде да одиме заедно, ајде нешто да правиме, ајде да не правиме нешто, ајде да се будиме. Ги слушате вие тие работи? Јас ги слушам. Меѓутоа, го слушам и Светиот Дух. И затоа е многу важно да живееме под влијание на тој натрешен живот со Исус Христос. Бидејќи верувајте, понекогаш сме ептен, тоа е битолски водени
од некои надворешни влијанија. Например, ќе слушнеме проповед. И наједнаш ќе се наједнаш ќе се разбуктаме, како да кажам, ќе се изфрустрираме под влијание на таа проповед. Понекогаш позитивно, најчесто негативно. Јас знам за мојот живот. Често пати ќе прочитав некоја книга и сум под влијание на таа книга на 2-3 недели. Потоа ќе спласне, си станува истото. Памтам и мои браќи и сестри беа на некоја конференција во Бугарија и таму се чувале големи работи. И кога дојде тука не ги препознаа колку беа во верата, колку беа силни, колку беа безпрекорни, безкомпромисни. Тоа траеше недела и 2. Потоа има секако негативно мислење за тој проповедник таму во Бугарија. Ми разбирате, значи се менуваат работите. Често пати сме под некое влијание надворешно. Како да разбереме кој влијание е од Господ? Што вика? Добрите работи ќе донесат добри плодови во нашиот живот. Ако ти слушаш проповед и таа проповед предизвика во тебе да почнеш да критикуваш своите браќа и сестри, да се фрустрираш, да се нервираш, да почнеш да се плашиш, не е од Господ. Разбирате? Јас дори сум приметил личности кои што почнале со словото на благодат и потоа завршиле со некој друго слово, кој што е слово на закон, слово на плашење, не знам што. Бидејќи го слушале тоа на YouTube или во други цркви, дури и фацата, ликот им се семенува. Дали тоа во духот јас го гледам или физички се приметил, меѓутоа мене, јас може да гледам луѓето, ќе гледам во ликот и им се сменило нешто. Знаете, кога јадите некоја добра храна, сте расположени, така? Или блакце си кажнат, тортичка си кажнат. Ама, може би си каснал и нешто луткаво. Која е фацата твоја? Или луто. И така, кога јадиш лоша храна, ти се познава на лицето. И така некој, ако слушале слово на закон, на стравови, на фрустрации, и на лицето им се виде. Намуртени се. И така да е важно, што ќе напоменам, дека јас сум пред се влијаен од она што јас го искусувам со Господ, од мојот натрешен, богат, изобилен живот со Исус Христос. И не сум влијаен постојано од разни учења, од разни поучувања. Знаете, делата што треба да ги правиме, ќе произлезат од постојано пребивање во Исус, а не надвор од него. Ќе кажам една работа. Нешто што е специфично за Исус и нешто што е специфично за ѓаволот, за Луцифер. Мислам дека некаде има во Стариот Завет, се требаше да погледам подобро, дали беше во Исаија, зборува за работи. Мислам дека се зборува за царот на Тир, или не знам што, кој што го символизира ѓавол. Тука зборува како сатаната, како Луцифер паднал и сите негови зборови се јас ќе го возвигнам моето име. Јас ќе станам ист како Бог. Јас ќе се воздигнам низ целата конгрегација. Јас ќе бидам прв. Не разбирате? Јас ќе направам. Значи говорот на Луцифер, на сатаната е јас ќе направам. Кој е говорот на Исус? Јас сум. Браво. Јас сум. Значи веќе знаем. Не морам ништо да кажам. Не морам ништо да направим. Пред да биде воскреснат, пред да умре за нас, тогаш ветуваше јас ќе ги испредам Светиот Дух. Ќе примите, јас ќе направам, не разбирате? Откако воскресна ги заврши се, сега важи тоа јас сум. Јас сум патот, вистината живот, јас сум воскресението од животот. Јас сум добриот пастир, јас сум левот на животот. Јас сум. И така да, кога пребиваме во тој натрешен, сокриен живот со Исус Христос, кога постојано влегуваме, излегуваме, наоѓаме пасишта, повеќе не мора правиме и јас треба ова, јас треба ова. Премногу слушам проповеди, ние браќа мора, ние треба. Би требало. Меѓутоа не е нешто мора ова направено, мора да се смени, за никаде сме. Тоа никогаш не е Божјото срце, разбирате?
Тоа не е слово на благодат. Јас би рекол дека дури молитва под надворешно влијание, под влијание на погрешна доктрина или погрешен мотив, повеќе ќе донесе немир во вашите животи, додека каде што е Божиот дух, таму има слобода. Видејќи Исус се молеше, Исус се молеше во Божјата гора, се молеше цела ноќ, ама во Божјата гора, не разбирате? И така да и ти можеш да се молиш цела ноќ, ама да не си во Божјото присуство, да не си неговата фреквенција, да не си на оно што Божјото царство го сака. На крај да заклучам од сето ова, дека не е време за нас христијаните, поради овие работи кажав, да се надпреваруваме, да се караме, да се докажуваме, да се убедуваме, иако новината тоа го прават. Време е за нас да се љубиме, да бидеме љубезни едни спрема други. Не е време да им броиме оправдани и неоправдани одсуства на многу луѓе. Сите различно се справивме со COVID и со оваа ситуација, така? Има многу луѓе кои што наместо да ги осудуваме, зашто доаѓаат или не доаѓаат или не знам што, и да ги сакаме, да ги љубиме и да веруваме дека еден ден Господ ќе ги воздигне и ќе не зарадуваат со своето присуство низ нас. Амин. Не е време да се убедуваме дали се вакцинираме или не. Нема да тоа. Јас би рекол дека повеќе сакам да бидам ваков. Јас ќе му покажам уште поголема, како кажам, почит на тој кој што има различно мислење со мене. И ќе бидам уште пољубезен. Видите, во Божјото присуство, во Божјото царство има мир, радост и правда. Амин. Јас сакам да влијам со тоа, со мојот мир, со мојата љубов. Дали ова нешто што ви зборува, дали ова нешто што го храбрува? Не е нешто што е, како кажам, неостварливо. Може да го правиш секој ден. Ке речеш, ајде сега, 5 минути се исклучувам од овој свет и влегувам во Божјото присуство. Може би твоја секојдневна рутина е да слушаш проповед, да слушаш славење, да гледаш некој видео. Но се тоа работи од надвор, така? И нешто е Господ, нешто не е, нешто ќе те благослови, нешто ќе те фрустрира, меѓутоа помазанието е во тебе. Ти имаш капацитет сам да го слушнеш Божиот глас, така? Ти си овца на Божиото стадо, Исус е твојот пастир и овците на Исус го познаваат неговиот глас. Амин? Така да можеш да помниш 5 минути и ќе му кажеш, Господ, влегувам во твоето присуство. Може би да се замислиш дека разговараш с Исус. Цена ти сте на трева, бидејќи Псалм 23 вика, тој ме води на плодни пасишта, покрај тивки води. И дозволи му на Господ да зборува. Видите, христијанскиот живот не се состои само од примање на индиректни работи, посредни работи преку други, туку преку личен однос со твојот Господ и Спасител. Амин. Јас сега ќе се молам за пробив во тоа поле на нашите животи. И за луѓе кои што се зависни од туѓа храна, луѓе кои што мора да слушаат некоја проповед од некој друг, мора да слушаат славење, мора да примаат надворешно, ако немаат развинато и внатрешен богат живот со Исус, Исус да им зборува, и дори Исус да им пророкува за други луѓе, да ги охрабрува. Ајде да направиме во името на Исус Христос да има пробив во таа работа. Амин? Фала ти, Господи. Се доаѓам пред Тебе, че во името на Исус. Може да стане? Може да стане да приемаме Господ. Фала ти, Господи. Господи, доаѓаме пред Тебе, Господи, отворени сме за Тебе како небеса. Сакам да имаме живот во изобилие, живот во полнота, Господи. Сакам да имаме своји искуства со Тебе, Господи. Не само да слушаме за нечи други искуства, Господи Боже мой.
Не сакаме да слушаме, Господи, за други чуда, Господи Боже мой. Сакаме со своји очи да те опипаме, Господи, со очите на верата, Господи, со очите на љубовта пред Небесо. Се доаѓаме пред Тебе, Оче мој, и брегуваме во Твоето најсвето место, Татко Небесен. Да слушаме Твојот глас, Господи, да ни збори. Твоите изливи на љубов, Господи Боже. Колку многу не сакаш, колку многу не любиш. Колку си трпелив спрема нас, Господи, колку си милостив спрема нас. Колку копнееш, постојано се дружиме со Тебе, Господи. Колку копнееш да ни откриваш нови и нови работи. Колку копнееш да ме воведиш во мистичен однос со Тебе, Господи Боже. За да можеме, Господи, да влегуваме преку Тебе и во Божјото присуство да излегуваме и да најдеме пасишта, Господи, да најдеме успех, Господи, да најдеме плод, Господи Боже. Фала Ти за тоа, Татко Небесен. Фала Ти, Господи, што Ти верен, Господи, сега Ти правиш интервенција, Господи Боже мој. Ти се замешуваш, Господи, и ставаш нови мисли надвор од нашиот вообичаен мисловен живот, Господи Боже мој. Надвор од циклусот во кој сме најдени, Господи. Ти ставаш нови работи, Господи, нови копнежи, Господи Боже. Јас се молам, Господи, за побожни соништа, Господи. Се молам за визии од Тебе, Господи Боже. И се молам, Господи, за нашите служби бидат исполнети со сведоштва за искуства во духот. За искуства, Господи, каде што сме слушале Твојот глас, каде што послушале, Господи. И сме видели Твојата добрина, Твојата верност према нас. Фала Ти, Господи, направи го тоа сега. Во името на Исус. Фала Ти, Господи. Алелуја. Се молам, Господи, за Тие што ми зборот, не си да прозборот, Господи, во Исус Христос. Пробив во тоа поле, Господи. Се молам Тие што ме пророкувале да пророкуваат, Господи, Боже мој. Се молам Тие што сте во сенка, да излезат, Господи Боже мој, таа сенка, било која сенка, во Твојата слава, Господи. И да можеш да ги потребуваш за Твоја слава, Господи Боже. Фала Ти, Татко Небесен. Фала Ти, Господи, што сум член на Твојата црква, Господи Боже. Фала Ти, Господи. Фала Ти, што сум Твоје чело, Господи. Каква радост, каква благост. И да вистина сме такви во името на Исус. Амин. Амин.